со гордост македонска так не задоива. И со гордост македонска так не задоива. Организацијата Обединети македонци ве известува за вашите било какви фамилиарни веселби, родендени, крштевки, свадби и слично. Можете да ги користите во паркот Илинде на Организацијата Обединети македонци. Исто така можете да бидете и донатори на засадени овошни дрва кои ќе се спомнуваат секогаш од вашите фамилии. Побарајте го председателот Драги Стојковски на 416-823-6520. Повторувам, 416-823-6520. Но еве и за патниците кои отпатуваа или планираат да патуваат за Македонија или било каде во светот. Со самото враќање за Канада, обавезно морате да направите PCR тест 3 дена пред патувањето, почитувани патници. А кои не сте тргнали, ви посакувам добар пат и пријатен престој таму каде што ќе се наоѓате. Сите вие пак кои не сте во можност да ја слушате програмата Глас од Македонија, ве известувам дека можете да отворите и на YouTube и напишете Voice of Macedonia, но и кликнете на subscriber, за кое претходно ви благодарам. Ова го возможивме секој ден во светот, без разлика дали е во Австралија, Европа, Америка, Африка и така натаму, ќе може да се разонодува со македонскиот збор и песна на радиочасот Глас од Македонија. А сега да ги чуеме, да ги проследиме новините од Македонија. Од понеделник почнува процесот на собирање потписи за независни кандидати за градоначалници и советници, но се уште останува отворено прашањето дали ќе се менува изборниот законник во ек на подготовките за веќе распишаните локални избори на есен. Измените кои предвидуваат праг за независните кандидати се во процедура, а неофицијалните најави од партиите се дека ќе се гласа веќе во вторник. Повеќе од Ивана Стојановска. Од понеделник стартува собирањето потписи во подрачните единици на ДИК за независните градоначалнички кандидатури, а судбината на измените на изборниот законник и прагот од 2% потписи од гласачите е се уште неизвестна. Двете најголеми партии со различни тврдења. Од власта велат дека преговори има и оти за нив е прифатлив и праг од 1% од избирачите. Очекуваат решение со консензус од сите политички чинители до средината на месецов. Од опозицијата пак велат нема ниту покана, ниту преговори, ниту пак нов предлог текст за измените на изборниот законник за кој би се преговарало. Ставот на СДСМ е јасен, за нас е прифатливо и рамка од 1%, односно цензус, но сепак политичките чинители, сите кои што се вклучени во работните групи, треба да се согласат и да се донесат овие измени со консенсус. Стоиме на барањето на ОПСЕ, ОДИХР, нас проценти и учество на други политички партии воопшто не плашат во изборниот процес. Прашањето е дали воопшто има и е можен договор помеѓу партнерите во власта, помеѓу ДОИ и СДСМ. Тука барајте ги одговорите. Дека предложените измени на изборниот законник се спротивни со препораките на ОПСЕ, веќе укажа и председателот Пендаровски и антикорупцијска. Шефот на државата најави дека не планира да стави подпис на предлог изборниот законник кој во моментот е во собраниска процедура. Освен ако на тоа не се согласат сите политички партии. Народните избраници од утре се враќаат во пратеничките клупи, но засега нејасно е дали и кога измените би се нашле на дневен ред. Иако како неофицијален датум за гласање се споменува 17 август. Засега предлог законот е заглавен во Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, со над 700 поднесени амандмани. И покрај недонесените измени на изборниот законник, првиот човек на ДИК Даштевски уверува дека подготовките за локалните избори ќе бидат навремени. Оттаму велат дека роковникот за спроведување на изборните дејствија е веќе во сила и од истиот е подготвен согласно со важечкиот изборен законник. Доколку во меѓувреме измените се изгласаат во собранието, ДИК ќе треба да донесе корекции на роковникот, но подписите што ќе бидат собрани во меѓувреме ќе останат да важат. Досега од владеачката СДСМ излегува со над 30 кандидати за градоначалници. Од ВМРО ДПМН најавија дека најголемиот дел од своите фаворити за локалните избори ќе ги објават во текот на следната недела.
Власта насила со европско знаме сака да го донесе законот за медицински канабис, кој единствено е во интерес на наркобизнисот. Обвинуваат од ВМРО ДПМН. Тој закон треба да го легализира она за кое што е уапсен возачот на Трајче Заев и командирот на Прилепската полиција, кои што, како што знаете, беа уапсени за шверц на марихуана. Овој закон треба да го легализира тој, тие луѓе да со слобода да видат на слобода, пластично кажано, за да може да разберат граѓаните. ВМРО ДПМН ќе остане до крај против личните интереси на наркокартелот Заев. Мицкоски е недостоен да води политичка партија. Тој е недостоен да води ниту профил на Facebook. Велат од СДСМ, приложувајќи примери од комуникација на лидерот на ВМРО ДПМН на социјалните мрежи. Знаеме дека е огромна нервозата кај Христијан Мицкоски и во неговиот луксузен бел дворец, затоа што им следи нов пораз на локалните избори. Но сепак, вакво ниско ниво на јавна комуникација, ваков примитивизам, не само што не доликува, туку е срамна и недозволива за било кој политичар, особено за председател на политичка партија. Целосно избезумени од последната анкета на НДИ, СДСМ во безуспешен обид за оцрнување на ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицкоски. Велат во реакција на пресконференција на Васев од опозицијската партија. Јасно име на СДСМ и перијаниците на власта дека немаат со што да се пофалат. За завршен проект или некоја нова фабрика, па се пуштени на најако со лажни вести. За само 2 месеца криминалците од СДСМ ќе го слушнат гласот на народот, но потоа за секој криминал или корупција, за секоја лага ќе одговараат, се вели во реакцијата. Ветување старо половина век конечно стварено. По 50 години граѓански брак, Боро и Душанка Лешковски се ветија и пред Бога. Братница модерница, која треба да меле пребобрашно. Имаме 6 внучиња, 5 коковчиња и 1 петле. Пожарите кои што обеснеа во изминатите десетина дена низ државата предизвикале најголеми штети досега во последните неколку децении, вели директорката на Национални шуми Јулијана Николова. Проценките се во тека, првичните анализи говорат дека за надомест ќе бидат потребни милионски суми и долги години. Во меѓувреме активни се уште најмалку 3 пожари. Михајло Видимливски. Милионски штети и ненадоместливи шумски пространства оставија зад себе пожарите што во изминатиот период зафатија повеќе региони во земјава. Директорката на јавното предпријатие Национални шуми Јулијана Николова вели дека шумарски инженери веќе се на терен и се врши увид. До крајот на следната недела точно треба да се знае колкава шумска површина е опожарена, а во рок од 2 години да се изврши повторно пошумување, но да се обнови она што комплетно го проголта огнената стихија, ќе треба да поминат неколку децении. На сите места каде што пожарите се веќе изгаснати, нашите екипи од стручни лица, тоа се шумарски инженери пред се, излегуваат на терен и веќе вршат увид на самото место и проценка на штетата. Инспекторатот нас ни дава задолжение со кое што ние сме задолжени да извршиме санација на теренот, што подразбира чистење, но исто така и пошумување. Согласно законот, тој рок е 2 години. Располагаме со голема количина насадници кои секако ќе бидат и ќе прилагодиме доколку треба повеќе во производството. Тоа што сега треба шумата да дојде во првобитната состојба, стручните лица велат од 20 до 50 години, тоа е веќе вториот дел кој што е на вистина многу долг период. Само за според баланскиот извештај на Национални шуми дава податок дека во 2020-та имало 102 пожари кои уништиле над 1200 хектари, причинувајќи штета од околу 1,3 милиони евра. Првичните неофицијални анализи говорат дека штетите од годинава би биле рекордно повисоки и додека се проценуваат штетите на територијата на земјава има 3 активни пожари. Противпожарни екипи заедно со француски експерти и полициски специјалци од утринава интервенираат кај пожарот на селото Раовик во Скопски Сарај.
Вчера во попладневните часови на пожарот кај село Раовиќ, општина Сарај, дојде до негово разгорување каде во еден момент се гледаат 10 жаришта на линија од 2 километри и едно одделно жариште на 5-6 километри од останатите жаришта. Утрово пожарот чади на повеќе места со можност да се разгори и истиот се простира од село Буковиќ кон село Чајлане и Матка. Во моментов на ова место интервенираат 50 на припадници на Министерството за внатрешни работи и неколкумина француски експерти за гаснење на пожар. Пожарот помеѓу селата Барово и Вешје е се уште активен и проширен кон висорамнината Витачево, кон селото Страгово во Кавадарци, каде гори сува трева и нискостеблеста шума на тешко пристапен терен. Во Барово действуваат 60 на припадници на полицијата заедно со припадници на армијата, а активен е пожарот во атарот на селото Горномелничани, центар Жупа. Додека се уште има активни пожари во Скопје и во Македонија, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов е на луксузен одмор. Обвинуваат од ВМРО да памене. Доколку има сепак грам доблест, Петре Шилегов веднаш мора да се појави во Скопје и да каже дали за цело време, додека цела Македонија стравуваше пред пеплосување, тој остана во Ровин. Македонија изгоре, Скопје се палеше, сега Сараево опасност, а тој од хрватските плажи во Ровин пушта слики на социјалните мрежи. Во Сараево и во Скопје ќе дојде пред избори да моли за гласови. А сега последните минути да ги искористиме со мојот коментар на неделата. Црните облаци се уште се надвиснати на Македонија, посебно со доаѓањето на власт на муртинецот Зоран Заев. А да не зборувам сега со природната катастрофа или како што веќе дофатија дека намерно се палат шумите за во небото да има и вистински чадови или црни облаци. Но што е она што муртинецот треба да се исфрли со сите негови предавници, додека помош пристигнуваше и пристигнува од Австрија, Словенија, Србија, Романија, па и од Бугарија, и деноноќно се бореа и се борат со пожарите, на кои од името на редакцијата Глас од Македонија од срце им благодарам. Овој нашиот неранимајко од Муртино се капеше во езерските води на Охрид, како и многу негови од власта, за да потоа во неговата тиква дојде некоја жила што му даде знак дека треба да биде со луѓето кои се борат против пожарите. Политичарите пак од албанско потекло во Република Македонија заедно со Талат Џафери работаат за што повеќе да се дадат македонски државјанства на албанци од Косово, Швајцарија, Германија, Албанија кои немаат никаква врска со Република Македонија. А овој нашиот Муртинецов се кези како да го освоил светот, а јас би рекла на вистина му фали цела фабрика треска. Амбасадорката пак на Калето во Скопје Брнц, како што велат и диригент на Заев, давајќи му инструкции што да прави, а тој како некој папет, но на се прави амин. Меѓутоа народот македонски веќе разбра колку во наводници добро му мислат тие западни држави начело со Германија и Америка и мислат на Македонија. Затоа го чекаат да чукне часот кога за секогаш ќе го фрлат како партал тој наш предавник на Македонија со име и презиме Зоран Заев. Но пред да биде пописот во септември,